На светот му се потребни храбри, силни жени, умни, благородни, токму како што е таа. Жена со моќен глас, некогаш златен глас во македонската поп музика. Жена, неуморен борец за правата на лицата со попреченост и пациентите со ретки болести. Жена која става кармин и насмевка и блеснува секаде каде што ќе се појави. Еве ние Ребека на утринска дружба. Добро утро, Ребека. Добро утро, добро ве најдов. Убав и благословен ден да си имате. Благодарам за убавата најава. Ребека, јас кажав златниот глас во македонската поп музика, но за жал се откажавте некако од неа. Имавте добра причина за тоа. Ви недостасували музиката. Да ви кажам, Лидија, јас фактички не се откажав. Јас цело музиката исто така не се откажа од мене. Од сцената истинските настави. Да, јас цело време си живеам, пеам дома, го научив и Маркијан. Маркијан можеби сега можам да кажам дека околу 30 песни веќе ги знае наизуст, благодарение на мене, затоа што заедно слушаме музика, пееме дома. Купивме и микрофон, па си правиме некои забави. Она што ми недостига е сцената, факт, и многу патам по тоа. И само викам, ајде сега оваа сезона ќе направам нешто, и се нешто се случува, кое што според моите, да речам, рангирање на вредности на нештата што треба да се прават во животот, ми превагнува, да речам, нешто друго во однос на она што треба да го направам за мене, пошто тоа е моја желба. Да, желба е сега и на моите деца, тие стално ми велат, мамо, ајде, пак да пееш, сакаме да пееш, колку убаво пееш и така. Тие некако ми се дополнителни буцкачи од страна, нели, да ме подсетуваат. И не, верувам дека наскоро нешто ќе направам, имам во план некако да кажам, гори во мене тој пламен највеќе овој период, веќе последнава година. Таман пред ковидот сакав нешто направам, па тоа нели со ковидот се одложи. И така да најверојатно нешто и ќе снимам оваа година, ете вака ексклузивно да кажам кај тебе, да. Често зборувате во јавноста за болеста на вашиот најстар син. Како е тој сега? Маркијан, искрено, како викаат нашите, да чукнам во дрво, подобар е. Слава на Бога, имаме така една блага, но сепак нагорна линија. Многу работи научи последниве 2-3 години, откако влезе во пубертет, веќе е свесен за се што се случува околу него. Комуникацијата на едно завидно ниво, со прашања, со констатации, со желби, што сака, што не сака, говорот е исто така многу подобрен. Сето тоа е благодарение на молитвите на мојот духовен отец, вербата моја во Бога и молитвите мои и волјата Божја. Едноставно, навистина се претвара во едно младо момче кое што наликува на своите врсници, иако морам да кажам и за жал нема многу друштво, нема воопшто друштво, нема другари, се дружи со сите мои пријатели, од време на време сака да ги слушне. Не многу сака да зборува на телефон, многу интересно, секој збори на интерфон, го трга телефонот, вака прави, значи не ги сака телефоните, ниту овие дигитални технологии, компјутери, таблети. Иако желбата за таблет и влегување во тој свет кај аутистичните деца е типично, тој има аутистичен спектар, меѓутоа се повеќе излегува од тој свет и повеќе сака да се дружи, да оди по кафулиња, да излегува, да пешачи многу. Јас стално велам како Том Хенкс од Форест Гамп. Живот со предизвици. Имате ли поддршка од некого? Како се справувате со се? Па најголемиот дел од врските дома и со децата се на мене. Меѓутоа, за среќа, во минатиот период, додека растеа близнаците, покрај мојата мајка, која што на прво место морам да ја ставам во помошта, беше тука и свекрва ми, сега повеќе мајка ми. Се разбира, годините, нели, кај нив си го прават своето.
сопругот исто кога може нормално помага, меѓутоа во однос на подготвување на ручек, некогаш да ме замени, да земе од децата некој или да ги земе близнаците или Маркијан, тоа е мајка ми Роза, која што за среќа се уште има енергија и сила да го прави тоа. И тука таа ми помага. Инаку сите останати работи дома, некој може би ќе каже лесно е на Ребека, нели таа сигурно има жена. Не, јас немам жена долго време. Сама се чистам, готвам, работам, значи буквално се што треба за домот, се грижам, нели подготвувам се што треба нели за децата, учам со нив, работам и така да некако ете стигам. Ребека, од каде црпите енергија за сите овие силни обврски? За се она што ве очекува во детството? Знаете како, силата е црпам од љубовта најверојатно взаемна која што имаме дома. Тоа е прво. Второ, од моите разговори со Бога, значи молитвите се оние кои што мене ми помагаат многу. Во последно време во мода, нели, медитација, йога, секој си го наоѓа својот пат, меѓутоа кај мене е во мода побожност. Значи едноставно тоа е она што ми дава енергија, разговорите вечерни и утрински со Бога, едноставно сето тоа е моќта на молитвата. Кој што е верник знае колку е моќна молитвата и колку помага во психичкото, да го одржува психичкото здравје. Така да цело време се држам за тоа и колку можам, нели, колку имам време. Во секој случај спокојот доаѓа од таму, постот, молитвата. Да. Мајка на Маркијан, на близнаците Дороте и Макари, сопруга на доктор Милан Ристевски. Има ли време Ребека за себе? Секогаш е жена со стил, стокмена, дотирана, блеска секаде каде што ќе се појави. Благодарам. Јас се трудам да си посветам внимание. Обично е тоа кога ќе легнат децата навечер, па малку тогаш сама со себе, нешто да видам на Facebook, да пишам некој мејл, да прочитам некоја страна од некоја книга, да се посветам малку на она што јас сакам да го правам, меѓутоа тоа е многу навистина малку. Во денот за да се подготвам, да речам да отидам на разговор некаде, на снимање, па потребни ми се некаде, зависи зашто, од 15-20 минути до 1 час максимум кога вака се спремам за снимање, малку повеќе време. Во секој случај, најголем дел од времето го поминувам за децата. И сакате дружбите со пријателите, сакате да слушате убава музика? Што ве инспирира? Секако дека сакам, имам навистина не многу, можеби голем круг на пријатели, затоа што со текот на времето се направи некоја селекција сама, не без моја желба, нели? Вистинските пријатели испливаа на површината и едноставно драго ми е што ги имаме уште одамна покрај мене 20-30 па некои од деца. Пријатели со кои што сум во контакт, со кои што можеби немам време да се гледам често, ја стално така велам, многу ретко се гледаме, со некој можеби така малку почесто, релативно е тоа. Меѓутоа секогаш сме во комуникација, ќе си пишеме, ќе се видиме на некој роден ден. Која е пораката до сите оние што се соочуваат со проблем сличен на вашиот? Знаете, многу е тешко човек да праќа пораки, затоа што сите ние имаме своји планини, сите ние имаме своји искушенија и не сме сите исто скроени. Колку јас и да дадам некој совет, некој може, некој не може да го послуша, ама по мене мислам дека прво треба да работиме на самите себе, значи да се соочиме со тоа што е реално, да не живееме во лажни некои светови, да не мечтаеме премногу, едноставно да ги решаваме чекор по чекор проблемите и да сватиме дека животот ни е даден од Бога како дар, меѓутоа пред се за да бидеме сплотени со останатите, значи не е само за нас тој живот. Ние треба да правиме нешто повеќе за останатите, за да на крајот ги видиме плодовите за нас. Велат, животот го прават убав ситниците, малите работи. Посакувам успешно да се справувате со сите предизвици, но и да уживате во успесите кои ги имате секако. Благодарам што во утро бевте гостин на Македонија на утро. Благодарам јас на овој разговор, прекрасно беше да се разговара со тебе
И ми е драго што ете си спиеме едно кафе и половина час ќе си помуабетиме плюс. Да. Тогаш денот може да почне. Може да почне.